Рано утринава прилепските комунални инспектори со асистенција од полицијата, а во отсуство на собствениците и без никаков документ го заплениле инвентарот од елитниот кафе-бар Irish Pub, лоциран во строгиот центар на Прилеп. Бисерко Трклја, кој повеќе години наназад работи со овој угостителски објект, не ја исклучува можноста дека денешниот инцидент имал подлабока позадина од онаа што официјално ја кажувале градските власти, односно навремено ненамирената давачка за користењето на јавната површина за летна бавча, бидејќи по претходен договор од минатата недела, тој утринава веќе ја уплатил првата половина од вкупната сума за тековнава година. Многу е глупо тоа што уплатив и тие знаеа, пошто јас 11 години користам летна бавча и 11 години мене летна бавча ми е платена. Значи ова не е прв локал или прво нешто. Јас 11 години немам никаков буквално долг спрема општината. И стварно не е нити човечки ово што го направија, може барем написмено да ми достава нешто, може да ме викна да се договориме, тие неќеа воопшто ни да ме слушна, тие не утврдија ни колкава е вредност на масиви столициве и на сето ова што ми го кренаја овде, дали то кошта тие 40.000 што сум борчил, или 100.000 кошта, или 110.000 евра, или 50.000 евра, значи то ја немам ни попис, нити дошол некој проценител, стварно немам ништо. Значи дојде да се вале, само ги качиев трактор и се замина. Од локалната самоуправа преку писмено соопштение се оправдаа дека преземените действија биле согласно законот, односно дека објектот кој се наоѓал на посочената адреса ги немал подмирено обврските по основ на комунална такса за користење на јавна површина пред деловен објект за поставување на урбана опрема за тековнава 2019 година, како и за минатата година, за што била поднесена и прекршочна пријава до Основен суд Прилеп. Инаку ова не е прв пат овој угостителски објект, кој се наоѓа на само неколку десетици метри од зградата на локалната самоуправа, да биде на удар на известни препукувања. Минатата година во него беше подметнат пожар, при што беше предизвикана штета од околу 150.000 евра. Подметнувачот беше откриен и приведен, но случајот се уште е во судска постапка, што дополнително му ги зголемува сомнежите на Трклја дека крајната цел може би била сосема друга. Трклја најави судска разрешница и за денешниот инцидент.